Европската унија е единствена алтернатива, порача спикерот Африм Гаши на дебата посветена на реформската агенда. Тој најави дека ќе се посвети на преземените обврски и законите кои ќе пристигнат во собранието, но додаде и дека предизборната реторика не треба да има предност над разумот. Но токму заради ова мора да покажеме зрелост и визија. Евроинтеграциите треба да бидат темата што ги обединува линиите на сите политички субјекти, бидејќи тоа е државен проект кој бара широк консензус и заедничка волја. Со Гаши се согласи претедникот од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски, кој неодамна го критикуваше министерот за правда Игор Филков дека доцни со законите од агендата. Предизборието ќе носи некогаш и повеќе политизација на критиките наместо нивен квалитет, но сепак како пратеници без разлика дали доаѓаме од власта или од опозицијата, треба да бидеме критични, основано критични, за да зголемиме продуктивноста на извршната власт. Од друга страна, лидерот на опозицијата Венко Филипче повика на обединување за процесот на евроинтеграцијата. Се случуваат многу геостратешки поместувања, се диференцираат нови центри. На МОК ние требаме да останеме силно приврзани со нашите стратешки партнери и Соединетите американски држави, но и Европската Унија. Заменикот амбасадор на Европската Унија Бен Упнау побара одлучна акција на владата и собранието за реформите и диалог на сите политички субјекти. Growth Plan Reform Agenda is not a substitute for EU membership. It is a tool to prepare the country for membership. На дебатата присуствуваше и Владимир Дробњак, кој е поранешен главен преговарач за членство на Хрватска. Според него и во услови на несигурност, Унијата останува силна и релевантна, а проширувањето во 2030 година е реално и достижно.